Во продолжение ќе видиме што има да ни каже Марија. Најавивме дека таа ќе биде на лице место онаму каде што треба да се случува и штрајкот на ЈСП, дали има, нема, кои се информациите кои што ги имаме од таму, Марија? Па со оглед на тоа дека е сама, очигледно нема. А дека требаше да има, требаше, дека почна, дека до 12:30 беше најавен, беше. Каква е ситуацијата сега, Марија? Така е, ненад штрајк нема моментално, како што може да се забележи. Имено во текот на вчерашниот ден околу 200 членови на синдикалната организација СПАјС најавија всушност дека ќе штрајкуваат, каде што и се наоѓаме токму пред дирекцијата на јавното предпријатие во Автокоманда, но исто така најавија всушност дека ќе започнат со штрајкот во 4 часот и 30 минути денеска рано наутро и дека штрајкот ќе трае се до 12 часот и 30 минути на пладне. Камерата на Телма беше овде во раните утренски часови, каде што можеше да се забележи дека има полициско присуство и дека од најавените 200 членови на синдикалната организација, околу 30 на беа само токму овде да штрајкуваат, барајки подобри услови за работа. Имено нивните барања се да се усогласи минималната плата со колективниот договор, да се исплатат сите оние прекувремени работни сати, исплата на хранарина, односно подобри и посоодветни услови за работа. Кога станува збор за вчерашниот ден, исто така по социјалните медиуми можеше да се забележи изјава од председателката на самиот синдикат Елизабета Тошевска, каде што изјави дека сообраќајот ќе се одвива нормално, веројатно со намален капацитет од причина што дел од возачите ќе бидат на штрајк. Апелирам до возачите во што поголем број да дојдат и да се приклучат, вели таа, и не само возачи, туку сите вработени во ЈСП. Сите сме засегнати од овие проблеми, засегнати сме со основни проблеми и ред други услови за работа, вели Тошевска, но сепак можевме да забележиме дека и покрај нејзиниот апел околу 30 на луѓе, односно членови, беа токму во раните утренски часови да штрајкуваат, па верувам дека со оглед на тоа што биле малкумина за разлика од она најавена бројка, најавениот штрајк кој што требаше да трае до 12 часот и 30 минути на пладне, веќе во 7 часот и 40 минути рано наутро дури и го нема. Во продолжение може да погледнеме и изјавата на Маријан Поповски, кој даде изјава за Телма во раните утренски часови кога започна штрајкот, каде што всушност изјави дека целокупно бараат подобри услови за работа. Да погледнеме. Ние нема да застанеме тука. Значи доаѓа септември, доаѓа времето кога ќе бидеме можеби спремни повеќе до тогаш, луѓето ќе видат со кого си имаат работа и кој е правиот синдикат и кој се бори за нивните права. Значи ние не се криеме позади, бараме тоа што ни следува, ние не бараме ништо надвор од рамките на законот и надвор од она што се вели колективен договор, кои истите тие репрезентативни синдикати го потпишале, меѓутоа не се грижат за спроведување на колективниот договор. Значи тие ја прават штетата на овие работници. Значи тие не преземале со години наназад никакви чекори за да ги заштитат правата на работниците. Тоа беше изјавата на Маријан Поповски, изјава за телевизија Телма, а во текот на вчерашниот ден од ЈСП известија дека нема да има потреба за грижа кога станува збор за јавниот превоз, дека сообраќајот ќе се одвива непречено, односно дека нема да има никаков застој со автобуските линии и нема потреба од никаква грижа кај граѓаните, со што исто така напомена дека штрајкот кој што денеска го најави синдикатот СПАјС е нелегитимен, односно нема легитимни причини. Мислам дека ги напоменавме сите информации токму одовде од лице место каде што се одвиваше самиот штрајк во овие рани утренски часови и уште еднаш да напоменам до сите оние кои што редовно го користат јавниот превоз дека не би имале никаков проблем во текот на целиот ден.